Добре дојде во студио за Рамадан Рамадани, колумнист, Мухамед Закири Мухи, новинар, главен и одговорен уредник на Алсат. Повод за оваа дебата, за оваа емисија е фактот што е ова време на навреди, хајки, линч, особено за тоа се податни социјалните мрежи. И последниот случај е токму со Рамадан Рамадани и со Мухамед Закири. Да почнеме прво со вас, господине Рамадани. Што јас, како еден од 7 јавни личности, зедов учество во една меѓународна представа која говори за женските права и имаше неколку јавни фотографии, значи, кои беа објавени во медиумите, но и во социјалните мрежи и во еден, значи, сајт на некоја си младина од чај, младина на политички огранок на Дуи, беше шерувано тоа со некои навредливи инсуации за мене, кои што јас ги попримив како атак врз мојот персоналитет и затоа што ова ми се случи втор пат, значи од иста политичка организација, овој пат решив и да реагирам и да го обзнанам случајот во јавноста. Јас ова го оценувам како притисок кон мене, но пред се... Добро, се извинувам. Да. Притисок кон вас, но... пред се заради непропорционалноста на истиот. Наиме, јас ценам дека не се занимавам со политика во смисла да јас не барам никакви гласови, ниту никакво членство за некој да повика на бојкот кон мене или да се чувствува загрозен од мојот било каков авторитет, мал или голем или среден, така да таа непропорционалност не ја разбирав. Велите ни се бавите со политика, не се чувствувате како човек кој се занимава, кого го интересира политика? Не, значи, на сите нас не интересира, значи, како граѓани политиката и секој јавен чин е... Сметате ли дека е ова политички напад? Велите не се бавите со политика. Напишавте писмо отворено заедно со Арсим Зеколи, со Едмонд Адеми, писмо до лидерот на Дуи, Али Ахмети. Затоа ја направив дистинкцијата. Зошто се оградувате од... Не се оградувам од политичката активност која имате? Не се оградувам, затоа ја направив дистинкцијата дека не се занимавам директно со политика во смисла да не сум влегол во никаков политички напревар, за да ја направам таа различноста на тоа зошто не ја разбирам таа непропорционалност која ми се случи овој пат. Сметате ли дека ова е политички напад? Да, политички напад во смисла да, атак на авторитетот од едно крило на Дуи или не знам што се тие огранок таму, кој што веројатно е предизвикан од нешто што јас сум обзнанил јавно, што сум пишувал по моите колумни или нешто друго за кое јас немам абер што се случува и што има во нивните глави. Но јас ова генерално го сметам како притисок врз критичка мисла и врз слободно мислење, така да се чувствува една тенденција во Македонија во јавно изговорениот збор за се што излегува од тие шаблоните да биде урнисано уште на почеток како збор или како мисла. Критичарите сушност на власта или на одредени општествени појави или други институции се намета. Со мојот колега Мухамед Закири има друго искуство, се работи за негови коментари на Фејсбук околу случајот со извинувањето на Таулан Цапа, албанскиот државјанин на Македонија кон премиерот Груевски. Мухи напиша ова е понижување до сите албанци во Македонија. Не го напишав ја тоа. Јас само напишав дека Цапа кај си патриота, нешто у тоа смисла. Имајќи го предвид неговото минато, неговите изјави кои ги даваше, кои изиграваше дека е голем патриот, дека се бори за албанските права од Тирана, а се грижи за албанците во Македонија. И кога виде дека не може да дојде тука и се уплаши и кога го видовме, сите бевме запрепастени како он оди на бацирака кај премиерот Груевски, нормално таа моја реакција да ја напишам. И јас не само за него, за било кое случување во земјава си имам свој став.
И тој став сум го кажувал и ќе го кажувам без лахно на јазик и нема никој кој може да ме сопре тоа да го направи. И да го правиме продолжение. Да, го цитирав Курир всушност и затоа кажав ова е понижување дека се Они во тој текст се повикува на анкета на луѓе кои што дадоа изјава за Алсат во однос на тоа случување кој што го рекоа тоа, дека тоа е понижување за албанците, кој ја исто така во оваа прилика ќе кажам дека го делам тоа мислење со нив. Обвинати за фундаменталистички ставови, има твои фотографии како си снимен на Аджилак. Значи, тоа не сум снимен, тоа се мои слики кои јас ги имам објавено. Ако некој мисли дека одењето во Аджилак е радикализам, тоа е елементарно непознавање и ми е жал што има се уште такви умови кои што седнуваат и прифаќаат да пишуваат такви текстови, а се знае кој ги контролира таквите сајтови, тоа е јавна тајна. Мисла дека преку такви текстови ќе може да замолчат некој или да уплашат. Се лажат. Никогаш нема да ме уплашат, никогаш нема да ме замолчат. Ќе преземете ли нешто, Мухи, Рамадан, ќе преземете ли нешто, дали мислите некого да тужите? Значи, јас кажав и во вчерашната изјава дека ја немам намера да ги тужам, имајќи предвид какво судство имаме. И знам како би завршило еден таков судски процес, имајќи предвид кој стои и зад тие личности, зад таквите квази сајтови. Јас исто кажав и вчера во мојата изјава, кажувам и денеска дека јас немам намера да се занимавам со Курир. Ми беше прв пат во живот да го отворам тој портал, да го видам, откако колега наш од Либертас ми се јави да побара став, односно тоа отворив да прочитам. И значи ја не сакам да давам до значење на такви луѓе, односно не луѓе, кои што мешаат баби и жаби дефинитивно. Имаме слично искуство, колешката Мери Јордановска го тужеше Миленко за навреди токму на социјалната мрежа Facebook. Да, Ке преземете ли нешто вие? Не, јас зашто ова во принцип не се некои работи докажлива и нашето отсуство е замашала, како што знаеме од конкретни случаи по кои се влечат дузина на јавни личности и во кои за некои значи има појавување на сведоци и пресуди, а за некои па се недостапни, значи цели јавни личности со видни адреси и со не можат да се донесат пред суд. Така да знаејќи ја сета ова практика, јас одлучив само да пренесам нешто како порака, а тоа е дека треба да престане, значи гледање на луѓето било каков авторитет етаблиран, дали во новинарството, дали во публицистиката, дали во културната сфера и општествена, да не се гледа со политички очила. Сите тие луѓе кои ако вредат нешто или нивниот збор се кажува во јавноста, не значи дека политички конкурираат на луѓето кои се директно вклучени во политиката. И мислам дека ова клима треба да се направи пресврт во ова, значи и тие да бидат мирни во тоа дека никој не се такмичи за, не знам, општина Чаир или не знам за град Скопје со нив во ваков систем, само со тоа што пишува некој статус на Facebook или не знам пишува некоја колумна или прави вести и така натаму. И другата работа, да, извини само, и другата работа мислам дека е задача на критичката јавност еднаш да ги раскринка ваквите џбунови во новинарството и во јавноста кои, како се вика, кријат рака, фрлат камен врз тоа да тие некои елементарни норми на однесување не ги поштуваат, што сепак е тешко за луѓето, посебно за опходувањето во јавниот живот. Добре, ја мислам дека ова не е ништо ново за оваа владеачка гарнитура, кои на таков безобразен начин сакаат да замолчат се што е критично мислење во јавност. Ова не е ништо ново, но тоа не значи дека треба да се молчи и дека треба некој да застане. Тогаш зошто однапред кревате раце од тужба? Значи, ја не кревам раце, ја не сакам да им давам до значење, да мислам дека се они некој фактор. Токму поради тоа не сакам да се занимавам со луѓето кои што работат за тој портал. Но тоа велам, нека јас го сваќам како притисок, го сваќам како порака до мене. Мене ми е јасно
но тоа нема да ме замолчи и да ја да престанам да го кажувам тоа што го мислам за било што се случува во оваа земја која што е исто моја колку што е и на овој премиер кој што не води денеска и на тие што ги држат ваквите сателит портали кои што ни праќаат некакви пораки на сите нас други кои што во моментов сме таму кај што сме. Добро. Албанската улога, претпоставам дека не сметате дека по етничка основа сте атакот се врши врз вас токму заради тоа што сте критичари. Ја апсолутно мислам дека е тоа поради тоа што сме критичари, не е тоа по национална основа дека тоа ми се прави и затоа не гледам некоја таква позадина. Да, и јас исто така, значи мислам дека е ова дел од пресликаноста на генералната состојба во јавноста во Македонија, има тенденција, значи пред се од владини извори, секое нешто кое ќе излезе како критичко или поинакво објаснување на нештата да се сотре од почеток или по можност да се стави некоја етикета што води кон стигматизација и кон продлабочување на поделбата на јавноста, што не е добро нешто за Македонија. Ние треба да преидеме и да знаеме дека слободата на говорот како е важна, значи во делот за македонците, така е важна и во делот за албанците, мислам во делот на албанската јавност и мислам дека тоа е сплод, затоа мислам, не знам колку албански новинари имаше во протестот за Томислав Кежаровски или обратно кога се случуваат вакви нешта. Мислам дека ако се иде повеќе на коезија на јавното мислење ќе биде подобро за слободоумната мисла во Македонија.